Минатата епизода малце ги разгори страстите кај луѓето. Особено кај понежниот пол. Деме како то само мажите имат притисоци, жените немат. Иако не беше то што реков, мема добро. Знаеме дека го е боли вистината кога ќе не одговара кажаното, одма почнуваме сите одбранбен став земаме и одма нафрламе глупост. Значи факт е дека и мажите и жените имат притисоци. Само има една клучна разлика, а тоа е дека притисоците на маж идат од општеството, од фамилијата, од жената, од самиот живот, товарот што го носи од цела фамилија и така натаму. А притисоците на жената од кај идат? Од жената бебате, од самата жена. За фала Богу има исклучоци, ама 90% од случаите жените сами си ги стварат притисоците затоа што така не ќе му текниме, сваѓа. Леле ноктите не ми се направени, таа е под притисок ноктите и напред. Оте ако не и направи ноктите кога ќе заврши свето сега готов, ти било кој маж во свето си му пулен има рече, оре леле колку беј нокти, бо ноктите и готово за жена ја зем. Дип ноктите, иначе не ја зем. Не брат, на жените притисоците му се излезени или од неа самата, или максимум од другите жени што ќе речат ти. Како таа треба од жените валидација да добие некаква, ти како маж кој те прашвате? И во одредени случаи од мајките евентуално, макар што претежно работата од главата си пати. Се фала Богу има и општествени и вакви такви притисоци, ама последно време никој не се замара со нив, така што не е страшно. Само пак ќе речам веќе 3 епизоди направивме и уопште не спомнавме зошто бркој носат мажите обично во ноември. Од кај излезе цела таа работа за месецот на мажот. Туку цело време бегаме во темите, за малце ќе влезевме во тема разлики мажи жени, пак што уствари не е така лоша тема, ти имаше многу што се збора тама, ама друг пат ќе правиме. Денес соиме четврти се надевам последен дел од месецот на мажот. Па здрави, од понеделник ќе видиме што ќе правиме муаве. Можда е ти за притисокот ќе збораме поопширно малце. Ајде се авате, пуштај шпица и одиме. Речиш оти новембер. Оти ноември, демек новембер, ама со ма демек за мажите. И уствари тоа беше движење што едно време зеде баги залет сега, не гледам толку многу да го рекламира. Што не беше само мода, туку беше еден начин да се изрази поддршка, тоест да се крени свеста малце за машкото здравје. Не само за машкоста да речем, за простатата и за останати делови машки, туку и за менталното здравје. И тие планираа да биде со оставање бради цели, пошто на времето пример спартанците оставале бради, демек ако кратиш дело од брадата казна добива. Или онаму викинзите на пример, ако избричиш брадата се сметало дека готово не си ти поке плоден. Што значи оставањето на брада било символ на машкост. Јарно многу модни стилови почнаа со бради луѓето, ламберџеко и чуда, ти реков ми рече, грд ќе му вајдал брадата на луѓето, или помала или шо и да ќе пуштат брадишта да личи маш. Видео не видео што не носат толку многу последно мустаци. Па мустаците ќе ги клајме како заштитен знак. Мање мустаците бебате после на некој му текна пршките да ги вратија та реднек модата што ден денес влада и не знам зошто, ама ајде небитно е то. Битно е дека се работи за покревање на свеста, здравјето на мажи. Се ги речиш отиве што треба толку свеста се покрива. Треба, и не постои маж во денешницата што доброволно ќе оди на доктор чедом да се провера. Значи 99,9999% мажите не ќе допулат доктор бебате. Зошто му е доктор? Здрав е тој прав е. Коска море, коска. И по некој време не знам што му бидна наеднаш на човекот. Што така е то наеднаш биднува добар. Паѓаш одно. Дедека то години си тлеј негде внатре, само што коштол да се провери. Ове по свето што прат целосни проверки еднаш два пати годината. Тие будали се ме сваѓа. Како не ќе се провервам таму му давам пари да теребате. Сигур тој не ќе се разболи. Ама ба и шо и да ќе ми дадат нека антибиотик таму и тоа е. Најјакиот муаве што го имам слушнато во живот. Демек тоа антибиотико се лечи. Ти што сакаш преги ти дадат нека антибиотик таму никому ништо. Не треба да се преглед. Ствари нема ништо да ти дадат, ти сам ќе си одземи. Мајка ти вујна ти некој таму ќе ти дај што се секираш. Ама доктор требало да ти препише. Сам ќе си го земиш и готово. Затоа треба се покрени свестот и дотука ни е свеста на мажи. Нормално со исклучок на хипокондрици и евентуално пензионерите, пошто како стареат луѓето се поке хипокондрици стану. Особено ако се работи за машкоста и за такви прегледи. Па не 99,999 999,999% од луѓето нити имат помислено напред проверка, камоли да тргнат да одат. И тоа зборам кои ќе имат некакви знаци. Па те кои немат знаци, само 90% случаите и немат знаци. Уживаме ништо не му е море, ти шо ти еде? Ама ти слушаш за некои болести таму по свето, кај има такви работи тука? Нема тука ништо. Не патуваат од тука луѓето кои стигна сек дојде по свето, ништо нема, това ти чисти, знаеш колку чисти се
луѓето овде? Па, јас толку чисти луѓе немам виден. Ти не знаеш по свето шо им. Ја кои дојдат нашите од странство го почнат да кажат, ти не знаеш таму шо им. Шо не овде супер. Супер е да, ако се границите затворени, ако не влегва никој, ако не патува никој, арно, ама сите негде патува и ако бидиме реални, луѓето кои поминат граница, малце му се менва понашање. Малце поинаку функционираат. Знаете за шо збор? Тиндерот тука муж не работи, ама таму прсто фаќа од шо работи бе. Остајте тука сите чести сестри и браќа шо глум. Как би ги има? Колку знаат тие, остајте. За добра не викам дека сите шо од странство дека тука глумат таму куде шо прават. Арно, колку и да се правиме на трипл, сите знаеме за шо прамува. Така што таа илузијата дека сите тука се чисти и бистри, бре, не знаеш, бисер балкански. Не е ништо поки од илузија, али добро. Олеми сте вие си знаете да не ви се меш. А имаше едно време обиди да се едуцират млади. Овде беше амбасадор едно време, ме сваѓа. Едуцираше млади луѓе. И правиш муавет на теми заштита, превентива, ти реков ми рече. Ама кој сака да слушни за заштита за такви работи? Во сршта на младите луѓе да сакат да живеат опасно, да сакат да кршат граници, да сакат да направат нешто што не сме. Така што свесноста треба се крее. И младите луѓе по природа треба да кршат граници. А прво едуцирај се ти за да знаеш кои граници треба и кршиш, кои не треба и кршиш, пошто да не види после нисам знаел. Да ми велите мене после ти не кажеш. Пошто јас кажувам, ама кој ме праша бе бате, така? Ја и младите се млади, се бунтовни, ме сваќаш млад. Тој сака да види, да проба, да искуси така натаму. Не знаеш кој ми се јаки? Овие возрастните. Не велам стари, пошто не се стари. Ајде средовечни ќе речи. За тој женец со деца на училиште со сите марифети ќе го мани вториот пубертет, ќе почне да се понашаме, сваѓа. Почнуваш како некој рзак да се понаша. А обично ги мава луѓе што немат видено многу во живот. Што би се рекло народски што не си живеан. И сега да си дете, да си млад, да си неискусен, ај ќе те разбера. А ти бе бате си ја грешил работата и нешто се вика. Си направил фамилија ово, значи си поминал низ еден живот што се вели. И сега земаш одиш правиш перенди на 100 години бе. Плаваш во опасности, деца и фамилија и се живо појма немаш ни заштита шо е и шо се може да се деси, се понашат како не знаме. Страшна работа. Што значи превенција на нештото или спречување на нештото пред да се деси не постои тука кај. И се ги речиш добро, може не го спречваме, ама го лечим, не го лечите ба. Има луѓе што имаат мака години ме сваѓа. Години има мака. А око не му трепнува море, не ој на доктор тој. Ако треба ќе бати са тука и на доктор не оди. Тој ништо не му е. Отпусти срам што ќе речи народо леле, што ќе речи народо леле, на доктор беше кизне шо му. А не дај Боже да речи народо на уролог бил. Готово, крајо на свето дојде. Пошто многу е битно народо што ќе речи. Е битно ти да си здрав и жив народо глего. А за ти здравието арно е. Такви сме ко народ беба. Еден денес 2024 година, 21 век ќе речи. Одиш во аптека или в трафика или било шо да земиш заштита или шо и да е. Одма сите то пулват ко да крадиш човече. По некој криминал да се деша. Ко не варезанив ја купваш та заштитата. Или пак го треба да купваш тест за бременост или апче за ден подоцна. Ко фамилијата му си влезе. А одма сите ја во очите. Па не дај Боже да треба некаков лек за нешто да купваш. За шо и да е. Тука веќе мора падни некое небитно оправдање што никој не те прашваме, сваѓај. За пример сејте на аптека во редицата и некој во редо напред купува апој за простата или за нешто или чепој некој или шо и да. Кој треба нешто такво се купува, одма ставо се мен. Оди кој купуваш заштита или нешто друго, вака стоиш ме сваѓај. Арно кој треба некој лек таков сумлив да се купи, одма се наведнуваш, се стутку, демек не си ти там. И ти не кажваш наглас, се наведнуваш, шепнуваш там. Ове за простата, овие апчиња дај шо се. И чепчиња ќе ми дај за старио ми треба две. Ти тука тивко кажу. Та од страна оди ги бара, појти се дерите, препрашва. За шо рече за простата и чепој за клавање? Кутар човек в земја да пропаѓа. Чепојте орални сакаш или за? Јај се. Ни да останиш, ни да си заминиш, никако не. Оти пуста маш што ќе речи народо мора. Абе голема работа е тоа ви, што си мислите ви? Ама тоа е брат. Особено кој живееш во помало место, сакал ти или некел 90% луѓето се познавате. И да не се познавате, познавате некој што ве познава двајца. И отпусти срам за да не се срамат луѓето. Си да што ќе се срамам јас ќом таму народа ме збора, дај тури уште по една. Е се олава дужата и никому ништо. А вака ако седниш да размислиш малце, себично е да не се грижиш за здравието свое бе. Оти дури да си некој што живее сам или што нема фамилија, што и да е, па имаш луѓе што те познаваат. Особено пак кога имаш фамилија, не си само ти, не е то само твоето здравје. Управиш штета на сите околу тебе. Наместо му помагаш, ти му клаваш грижи, му одмагаш на луѓе. Така што пред да го завршиме муабетот со месецот за мажите, јас ќе искористам овде можноста да апелирам, што би рекле овие по телевизиите, да сите апелират, ти еден апел да фрла. Чувајте си го здравието. Значи ништо не ве кошта да одите
од време на време да си провервате што е како, особено ако сте млади луѓе, ако сте активни. Чи немој да правите глупи грешки, оти на крајот на денот не се работи само за вас. И нормално ако сте возрастни мажи, што нели знаеме колку сте активни вие, и без разлика дали ви има манато тој вториот, третиот пубертет таму кој е поред не знаеме или ве нема манато, провервајте се, водете си сметка, пошто многу е полесно тоа да се средва постепено, отколку да се ја земиш белјата од пост. А порано ако немало денешно време веќе гледаме дека премногу луѓе имат мака со тие работи. Ама добро, на крајот на денот па кој ме праша мене, така? Моje беше да кажам, вие што ќе правите големи сте не ви семеј. Толку од мене за денес. Имајте убав викенд и се гледаме со следна епизода во понеделник. Поздрав и чао, чао.